Благословен е нашиот Бог, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Благословувай го, душо моја Господа, благословен си Господи. Благословувай го, душо моја Господа, и целата моја внатрешност да го благословува Неговото име. Благословувай го, душо моја Господа, и не заборавај ги сите Негови добрини, на оној кој ги очистува сите Твои беззаконија, кој ги исцелува сите Твои болести, кој го избавува од распаѓање Твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрина, кој ја исполнува со блага Твојата желба, како на орел ке се обновува Твојата младост. Господ им дава милост и суд на сите онеправдени, Он им ги покажа своите патишта на Мојсеја, на Израелевите синови барањата своји. Щедър и милостив е Господ, долготерпелив и многомилослив. Он не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Он не ни направи ништо според нашите беззаконија и не постапи според нашите гревови. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господа спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеку исток од запад, толку ги оддалечил Он од нас нашите беззаконија. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Зашто Он го знае нашиот состав, помни дека ние сме земја. Дните на човекот се како трева, како полски цвет, така прецутува. Ке дувне ли над него ветер и веќе го нема, и местото веќе нема да се познава. А милоста на Господа е од век до века спрема оние кои се бојат од Него, и правдата Негова е од синовите на синовите кои го чуваат заветот Негов и ги помнат заповедите Негови за да ги исполнуваат. Господ го поставил својот престол на небото и царството Негово владее над се. Благословувај го Господа сите ангели Негови, крепки по сила кои го извршуваат Неговиот збор, слушајќи го гласот на зборот Негов. Благословувајте го Господа сите Негови војски, Негови служители, кои ја исполнувате волјата Негова. Благословувајте го Господа сите Негови дела, по сите места на Неговото владење. Благословувај го душо моја Господа. Благословувај го душо моја Господа, и целата моја внатрешност да го благословува Неговото свето име. Благословен си Господи. Фали го душо моја Господа, ќе го фалам Господа додека сум жив, и ќе му пеам на мојот Бог додека постојам. И не надевајте се на кнезовите и на синовите човечки, во нив нема спасение. Излегува духот Негов и тој се враќа во земја своја. Во тој ден исчезнуваат сите Негови помисли. Блажен е оној кому му е помошник Јакововиот Бог, и чија надеж е во Господа Неговиот Бог, кој го создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, кој вечно ја пази вистината, кој врши суд на праведни, им дава леп на гладни. Господ крши окови на затворени, Господ им ги отвара очите на слепите. Господ ги исправа подгрбавените, Господ ги сака праведните. Господ ги пази придојдените, ги поддржува сираците и вдовиците, а патот на грешниците го разурнува. Господ ќе царува вечно, Твојот Бог Сионе е од род в род. Единороден Сине и Слове Божјо, безсмертен си изволил заради нашето спасение да се воплоти од Светата Богородица и секогаш Дева Марија, неизменливо си се вочовечил, се растна Христе Боже, и со смртта ја уништи. Един си од Светата Тројца прославувана со Отецот и Светиот Дух, спаси не. Во Твоето царство спомни си за нас, Господи, кога ќе дојдеш во царството Твое. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани.
Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Блажени се гонетите заради правда, зашто нивно е Царството небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонат, и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Спомни не, Господи, кога ќе дојдеш во Царството Твое. Спомни не нас, Владико, кога ќе дојдеш во Царството Твое. Спомни не нас, Свети, кога ќе дојдеш во Царството Твое. Небесниот хор Тебе ти пее и вели: Свет, свет, свет е Господ Саваот, исполнети се небото и земјата со Твојата слава. Пристапите кон Него и просветете се, и нашите лица нема да се посрамат. Небесниот хор Тебе ти пее и вели: Свет, свет е Господ Саваот, исполнети се небото и земјата со Твојата слава. Спомни не, Господи, кога ќе дојдеш во Царството Твое. Хорот на светите ангели и архангели, со сите небесни сили Тебе ти пее и говори: Свет, 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 Господ Саваот, исполни се небото и земјата со Твојата слава. Верувам во едниот Бог, Отец Содржител, Творец на небото и на земјата, и на се видливо и невидливо, и во едниот Господ Исус Христос, Син Божи, кој е роден од Отца пред сите векови, светлина од светлина, Бог вистински од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен на Отца, преку кого се станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух, и Марија Дева и стана човек, и беше распнат заради нас во времето на Понтискиот Пилат, и страдаше и беше погребен, и воскресна во третиот ден според писмото, и се вознесе на небо, и седна од десно на Отца, и пак ќе дојде со слава да суди на живите и мртвите, неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ, кој твори живот, кој излегува од Отца, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отца и Сина, и кој говорил преку пророците, во едната света, соборна и апостолска црква, исповедуваме едно крштевање за прошка на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Ослави, прости ни ги, Боже, нашите грешки, намерни, ненамерни, со збор или со дело, во знаење или незнаење, дење или ноќе, со ум или со помисла, прости ни, бидејќи си благ и човеколюбив. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш надсушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како ние што им ги проштеваме на нашите должници, и не уведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Застапништво на христијаните, со кое нема да се посрамиме, неизменливо посредништво пред Творецот, не презирај ги молитвените гласови на грешните, но побрзај како добра да ни бидеш напомош на сите кои со вера те повикуваме. Богородице постојана заститничке, побрзај и дојди напомош во молитвата и молењето на оние кои те почитува. Почесна од херовимите и неспоредливо пославна од серафимите, богословодествено ти што си го родила, во името на Господи, Господа благослови, Отче. Боже, сожали се, благослови не, просвети не со Твоето лице и помилуј не. Господи и Владико на мојот живот, дух на леност, безволност, сластољубие и празнословие не давај ми, дух пак на целомудрие, смиреност, трпение и љубов дарувај ми на Твојот слуга.
Еј Господи цару, дај ми да ги согледам моите прегрешенија, за да не го осудувам мојот брат, зашто си благословен во вечни векови. Амин. Ќе го благословувам Господа во секое време, похвала за Него секогаш има во мојата уста. Со Господа ќе се фали душата моја, нека го чујат тоа кротките и нека се зарадуваат. Возвеличете го Господа со мене и заедно да го превознесуваме името Негово. Го побарав Господ и Он ме чуи од сите опасности мои ме избави. Пристапете му и ќе се просветите, и лицата ваши нема да се посрамат кога несретниот вика, Господ го услишува и го спасува од сите негови беди. Ангел Господов застанува околу оние кои се бојат од Него и ги спасува. Вкусите и ќе видите колку е благ Господ, блажен е оној човек кој на Него се надева. Бојте се од Господа сите праведници Негови, зашто ништо нема да им е над оние кои се плашат од Него. Осиромашеа и огладнеа богатите, а оние што го побараа Господа, не ќе бидат лишени од секакви добра. Дојдете, чеда, послушајте ме, јас ќе ве научам да се боите од Господа. Сака ли човекот да живее и да види добри денови, нека си го воздржува јазикот од зло и устата од лаги, нека се колне од зло, нека се клони од зло и нека прави добро, да бара мир и да врви по него. Очите на Господа се обратени кон праведниците и ушите Негови кон молитвите нивни, но лицето на Господа е против оние што вршат зло. Ке го истреби од земјата споменот нивни. Повика праведниците и Господ ги услиши и ги спаси од сите нивни маки. Блиско е Господ до оние што со скрушено срце и смирените по дух ке ги спаси. Бројни се маките на праведниците, но од сите нив Господ ке ги избави. Господ ги чува сите коски нивни, ниедна од нив нема да се скрши. Зла смрт го снаоѓа грешникот, а оние што го мразат праведникот ке загинат. Господ ке ги спаси душите на слугите своји и никој од оние кои се надеваат на Него нема да погреша. Во оваа пета недела од Светиот Великденски пост ќе го прочитаме и Синаксарот во значението на Пресвета Богородица и значењето на благодарствените песни на нашата мајка и застапничка. Во овој ден празнуваме неседална песна која се нарекува Акатист на Пресвета Владичица наша Богородица. Од овие причини, кога Иракли управуваше со Византиското царство, персискиот цар Хозрој, гледајќи дека моќта на грците значително ослабела поради тиранијата на императорот Фока, испрати еден од своите велможи по име Сарвар со илјадници елитни војници за да ги покори за себе сите источни земји. Кога Сарвар ги плени сите источни земји, тој стигна и до самиот златен град Хрисополис, кој сега се именува Скутари. Царот Иракли поради недостатокот на општественото богатство, златото, свештените и црковни сосуди, ги претвори во златници заради поголем и посовршен реванш употреби бродови на Црнето море, за да ги отфрли на персиска страна. Тој ја уништи нивната моќ и Хозрој беше победен со остатокот од неговата војска. Малку подоцна, Сирој, синот на Хозрој, се побуни против својот татко и ја грабна власта. Тој го уби својот татко Хозрој и се задружи со царот Иракли, но Хаганот Мисојски и Скитски, кога дозна дека царот го минал Црното море за да се бори со персијанците,
го раскина примирието со грците и начело со илјадници војници стигна до Константинопол од западната страна извикувајќи хулни гласови против Бога. Веднаш морето се исполни со бродови, а копното со пешадија и безбројни коњаници. Тогаш патриархот Константинополски Сергий го тешеше народот да не се предава и да не се разочарува, туку сега своја надеж од душа да му ја предаде на Бога и на неговата пречиста мајка Богородица. Исто и патрициот Вонос, кој тогаш управуваше со градот, го направи она што беше потребно, за да ги одбие непријателските војници. Тој велеше, треба и ние покрај помошта од озгора да го направиме она што е во наша моќ. А патриархот со сиот народ, носејќи иконата на Божјата мајка, победените им даваше поддршка, додека Сарвор од исток, а Хаганот од запад почнаа да ја палат околината на градот. Патриархот ја носеше иконата, неракотворен образ Христов, честниот и животворен крст, како и честната риза на Богомајката околу градските бедеми, а Хаганот, скитјанин, ги напаѓаше градските бедеми од копното со толку големо мноштво што на еден грк имаше по 10 скити, но непобедливата војводка Богородица со малиот број војници што се наоѓаа крај незиниот храм наречен Извор, го уништи нивното мноштво. Тогаш охрабрени и радосни под водство на неподбедливиот војвода Божјата мајка ги победија до крај за секогаш. Кога им предложи примирие, граѓаните одбија и рекоа, не залажувајте се со Бога во кого вие верувате, бидејќи утре секако ќе го освоем вашиот град. Граѓаните кога го слушна ова, ги пружаа своите раце кон Бога. Откако се договорија, Хаганот и Сарвар нападнаа и од копно и од море, обидувајќи се да го заземат градот со помош на лукавства, но толку беа победени, што преживеаните не беа способни да ги изгорат ни мртвите. Чунови полни со војници, минувајќи низ кривината наречена Рок, се упатија кон Богородичната црква во Влахерна, но една силна бура го разниша морето ненадејно и оваа флота беше разбиена, уништена со сите непријателски бродови, и можеше да се види тоа чудо на мајката Божја, ги одби од брегот на Влахерна сите напаѓачи. Тогаш народот побрза да ги отвори портите и речиси сите ги испотепаа, па дури и жените и децата се кренаа против непријателот. Нивните началници се вратија, плаќејќи и редејќи, а боголюбивите луѓе на градот Константинов, оддавајќи и благодарност на мајката Божја, отпееја една сеноќна песна без седење, која се нарекува Акатист, бидејќи и таа самата не престануваше да бдее за нив и со надприродна сила таа ги победи непријателите. Од тогаш во спомен на тоа толку големо и надприродно чудо, црквата го прими овој празник во чест на мајката Божја во време од годината кога се случи таа победа, а се именува Акатист, бидејќи тогаш беше отслужен стоејќи од страна на свештенството и од сиот народ. 36 години подоцна, за време на владењето на Константин Погонат, агарените собраа огромна војска и повторно го нападнаа Константиновиот град и го обседнуваа 7 години, и кога тие зимуваа покрај Кизик, тие погубија многу своји жители. Потоа, откако се откажа и се вратија со нивната флота, сите тие беа проголтани од морето покрај Силое, благодарејќи на заштитата на сечистата Богомајка. И по трет пат за време на Лав и Савријанин, потомците на Агара на број повеќе илјади, најнапред го разурнаа Персиското царство, потоа и Египет и Либија ги освоија, и Индија, Етиопија и Шпанија.
Najpосле го нападнаа и царскиот град со 1800 бродови. Тие го обколија и чекаа да го ограбат, но градските посветени луѓе, носејќи го честното дрво, на честниот и животворен крст и честната икона на Мајката Божја, од Игитрија, патеводителка, ги обиколија градските бедеми, молејќи го Бога со солзи. Тогаш на агарените им се стори дека е подобро да се поделат на две групи. Едните тргнаа против бугарите и таму загинаа повеќе од 20.000, другите беа оставени околу градот за да го заземат, бидејќи беа спречени од веригите кои одат од Галата до градските зидови. Тие допловија некаде до местото кое се именува Состен, но таму почна да дува северен ветер и многу нивни бродови се искршија и се потопија. Преживеаните станаа плен на голем глад, тогаш што почнаа да јадат и човечки тела и кал. Потоа бегајќи стигнаа до Егејското море, но таму се потопија со сите нивни бродови, бидејќи падна силен град од небото и го разбранува морето, така што ја распрсна и смолата на бродовите, и така загина оваа огромна војска, од која останаа само тројца за да раскажат. Поради сите овие надприродни чуда на пречистата Богомајка, ние го празнуваме овој акатист, а го именуваме така, бидејќи таа ноќ сиот народ остана стоејќи, за да ја пее химната на Мајката на Словото. Ако при пеење други песни може и да се седи, овие на Божјата Мајка сите простум ги слушаме. По молитвите на Твојата непобедлива Мајка, Христе Боже наш, избави не и нас од неволите што не притискаат, а помилуј не како единствен човеколюбен. Амин. Премудро, Високопросвещенейши владико, святи благослови. Благословен е Бог во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Пресвета Богородице, спаси не. Честнейши херувим и славнейши без сравнение Серафим, единствения Богословородшую сущую Богородицу Тя величае. Слава Ти, Христе, надеж наша, слава Ти. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високопросвещенейши владико, святи благослови. Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскресна од мртвите, по молитвите на Неговата пречиста Мајка, Богородица и секогаш Дева Марија, по молитвите на светите апостоли, по молитвите на светите рамно апостоли, свети Кирил и Методи, нивите свети ученици, свети Климент и Наум, охридските чудотворци, Сава, Горас и ангелари, по молитвите на преподобните богоносни отци наши, Прохор Пчински, Јоварилски, Окемосоговскиот ангел, Нектари Битолски, и по молитвите на светата Марија Египетска, и по молитвите на светите праведни богоотци Јоаким и Јана, и на сите свети да не помилува и спаси, зашто е добар и човеколюбив. Амин. По молитвите на нашиот свет Владика Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин, амин, амин. Нека ние за многу. Амин.